Како што и досега беше кажано, на дневен ред е извештајот на јавното обвинителство за 2021 година и нели како по обичај се касни со овие извештаи и јас лично немам намера да одам од ред по ред што напишал Љубомир Јовевски, туку како и досега ќе бидам многу директен, работите нема да ги виткам во обланда. Имено Љубомир Јовевски е човек кој е чувар на криминалот овие години, а кога некој го чува криминалот, за тој човек може да кажам дека е поголем криминалец од криминалците. Ви се молам да внимавате како. Многу добро внимавам и не ме прекинувате, тоа е моје мислење. Ви се молам. И кажав ја директен ќе бидам, некој што го чува криминалот на власта, во случајов СДС и ДУИ, што го чува криминалот на Ковачевски, на целиот наркокартел Заеви и на Оливер Спасовски, не може ништо друго да биде, освен криминалец за мене. Пред неполна година, мислам дека беше, кога се разгледуваше еден друг извештај од 2020, ако не се лажам, излегов на говорницата и му читав примери на господинот Љубомир Јовевски. И знаете ли што се случи? Ништо. Нити одговор, нити ништо. Разликата од тогаш и сега е што тогаш имаше заштитна маска, затоа што беше ковид пандемија, а сега нема заштитна маска, па еве граѓаните може убаво да го видат. Тогаш Божан запишуваше нешто, меѓутоа одговор немаше никаков. Па затоа ќе го подсетам на некои работи од тогаш, бидејќи неам добиен одговор, немаат ни граѓаните добиен одговор, не сум јас битен, битни се граѓаните, битно е обвинителството, битна е правдата во Република Македонија. Тогаш му спомнав за едно осудено лице, Боки Јовановски, кој пишуваше писма до јавниот обвинител. При тоа и во тие писма и во судот кажа некои работи за кои Љубомир Јовевски не презеде ништо. А тој тогаш кажа дека рекет и главна фаца во рекет е Зоран Заев. Дека во неговите телефони, во телефоните на Заев е целата преписка за рекет. И дека парите се кај Вице и Зоран Заев. И немаме ништо, како по обичај. Потоа кажав и многу други работи околу јавните набавки во Министерството за внатрешни работи. Меѓутоа и за тие работи нема ништо, нели, кај сме Љубомир Јовевски да го пипне Оливер Спасовски. Тогаш кажав и за пасошите, за давањето на пасоши 215 тогаш беа, сега кој знае колку се. Му понудив тогаш на господинот Љубомир Јовевски да појдеме заедно во пасошкото оделение и да го следиме текот на еден пасош. А зашто ова го зборам? Ова го зборам затоа што случајот со пасошите не е работен од основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и нема обвинение за организирана криминална група. Туку е префрлено на основното обвинителство Скопје и поединечно се гона тамо службениците што сликаат, тамо верифицираат и така натаму, и никако овој случај
да стигне до министерот Оливер Спасовски и до помошникот министер. За да не остане заборавено од минатата година, на Љубомир Јовевски ќе му прочитам како е текот на еден пасош. Уште еднаш му го читам ова. И уште еднаш го поканувам со мене заедно и доколку има желба и новинарите, да појдеме и да го видиме текот на еден пасош. Изработката, дозволата на пасошите. Така да, господине Љубомир Јовевски, за да се изготви еден пасош, најпрво еден го слика, па друг го верифицира, па трет го одобрува, па четврт персонализира. И сето ова иде кај помошникот министер за управни работи, па потоа оди во информатика. Кај помошникот министер за информатика, па таму се прави една проверка, па еден одобрува, па се печати, па се враќа на шалтер кај досието. Ова едно надворешно лице не може да го направи. Ова е организирана криминална група која вие ја заштитивте. Односно, со други зборови, вие го заштитивте криминалот на Оливер Спасовски. Вие го заштитивте криминалот на владата. И затоа, кога велам, чуварот на криминалот е поопасен од самите криминалци. Ќе ви прочитам и нешто друго. Согласно Законот за јавни набавки, и не за џабе се ова ќе ви го прочитам, согласно Законот за јавни набавки, за секоја сума над 400.000 евра треба да се распише меѓународен тендер. Во 2019 година Оливер Спасовски подпишува со Веридос, германска компанија која ги изработува патните исправи, 19 милиони евра договор за набавка на образци за патни исправи со спогодба во 4 очи, господин Јовевски, без да спроведе постапка со распишување на меѓународен тендер. За случајот има доставено известување до основното јавно обвинителство пред 2,5 години. За целокупната документација од основното јавно обвинителство се уште не е отворена истрага и не се преземени никакви мерки. Колку за пример, сега Мухамед Зекири е обвинет дека склучил договор над 400.000 евра без меѓународен тендер. Значи, 19 милиони евра, господине Јовевски, а вашето јавно обвинителство ги чува документите по фиоки. Ете затоа ни се случија 215 пасоши, издавање на пасоши на меѓународни криминалци. Седат Пекер, оној у Шпанија, како му беше името, оној што го тепа во Истанбул и така натаму, и така натаму. И не знам, вчера го слушав Пендаровски, Стево Пендаровски, нешто као да спомна дека работава околу судството и обвинителството треба да се реши ако се затвори некој обвинител или судија. Не знам дали мислеше на вас, затоа што гледам дека немате пратеници кои ве бранат, некако како да сте пуштени низ вода од ова влада, затоа што и тие сватија дека Човек, констатации ви се 3% крајно некоректни. ќе ве замолам, не ме прекинувате. Јавниот обвинител е овде да го брани својот извештај и не можете вие да констатирате дека некој го пуштил низ вода. Ви се молам. Тоа е моја констатација, не е ваша и оставете ме да говорам. И веќе не ме прекинувате, ќе ве замолам уште еднаш. Значи, најверојатно ви имаат пуштено низ вода, затоа што кога виделе дека 3% ви е по анкета доверба од граѓаните, најверојатно мисля дека веќе не сте подобен и мислам дека веќе е време да почнете да работите. Мислам дека
уставен судија станале или не станале, останале обвинител или не останале, или отишле во пензија или не отишле во пензија, ви следуваат многу тешки денови и прикривањето на криминални дела е исто така касниво дело. Тоа многу подобро го знаете од мене. Во тој февруари, господине Јовевски, кога ви се обраќав за тој другиот извештај, ви спомнав за криминалот со марихуаната, со дрогата. Имате ли барем една постапка онаму за оние плантажи и фабрики кај што се произведува марихуаната? Имено, многу добро знаете дека се некаде 60 лиценци издадени. Многу добро знаете дека само 3-4 произведуваат масло од канабис, медицинско масло од канабис, онака како што е законот. Другите тоа не го прават. Му постави прашање и на министерот за здравство, бидејќи таа комисија за контрола на производството на медицински канабис, да го кажеме. Знаете каков одговор добив? 20 секунден одговор. А јас му барам извештај, како што ви барам на вас. И заменикот ми кажа, одземавме една лиценца. Бре, мајката, што направиле? Во овие 5-6 години одземале една лиценца. Барам извештај, господине Јовевски, за да видам колку обвинение има за тие плантажи. Да видиме каде е отишло цветот од марихуаната. Ако знаеме дека 3-4 произведуваат масло од канабис, за канабис од марихуана, каде е останатиот цвет? Дали е запален некаде? Дали Оливер Спасовски извршил транспорт преку неговите началници и командири, како што вршеше во Прилеп? Од вас нема од обвинение и од извештај. Никако. Кога да не смеете да појдете тамо. Сте ги прашали ли овие од комисијата за контрола на производството на канабис? Колку пати отишле? А законски во секоја една од плантажите во фабриките мора да отидат најмалку 2 пати и да извршат контрола. Никој во државата го нема тој извештај. Зашто е тоа така? Еве јас ќе ви кажем. Затоа што со тој бизнис незаконски се занимава, односно го води наркокартелот заеви. И дали затоа вие не смеете да постапите по овие обвинувања? Тоа граѓаните го гледаат секојдневно, се повеќе млади луѓе се навлечени на таа дрога, а вас мува не елази. Ете затоа зборам. И повторно ќе кажем, непостапувањето е казниво дело. Вие сте тој кој треба да постапи. Или по допрен глас, или по некое обвинение. А не да го забојшотува. Во тој февруари, пред 10 месеци, јас доаѓам од општина Газибава. Тогаш ви спомнав едно име и презиме, бивш градоначалник Борис Георгиевски, кој извршил криминал од 11 милиони. И за да ви стане појасно, и тогаш ви кажав, со фирма која е во блиски врски со премиерот Ковачевски. Станува збор за кумот на Ковачевски.
Она фирма позната, која се зборува веќе 2-3 месеци. Направена е ревизија, господине Јовевски, ревизијата констатирала 11 милиони криминал. Се е дадено до кај вас и до сите институции. И што има од тоа? Ништо. Односно има нешто. Борис Георгиевски, Оливер Спасовски го вработи во Министерството за внатрешни работи. Ете, затоа, поради вашето непостапување, сте му дозволиле прекутно на Оливер Спасовски да го вработи Борис Георгиевски во Министерството за внатрешни работи. И после се чудиме како Оливер Спасовски работи во Министерството за внатрешни работи. Вработува, он додуше вработува и веќе осудени лица, погранични премини, а не па некој што не постапил за кривично дело, го вработува во Министерството за внатрешни работи. И председателке, затоа кажувам, тој што ќути, што прекјутува за криминалот, тој е виновен. Тоа е овој господин тука, Љубомир Јовевски. Што е проблемот тука? Ја му кажувам примери. Примери му кажувам. Тие примери му ги кажав на 11 февруари оваа година, пред 10 месеци. Нема никаков одговор. Да ви прочитам ли што се ревизијата покажала? Докази, факти, снимки, нема постапено ништо. Па тоа му кажувам, а Оливер поради неговото непостапување, Оливер Спасовски се дрзнал, затоа што нема обвинение за овој човек, се уште. Го вработил во Министерството за внатрешни работи. А знаеме кој може да се вработи во Министерството за внатрешни работи. Човек што не е обвинет. Со чисто досие. Тоа го зборам. И стварно не ме прекинувајте. Кога сме кај Оливер Спасовски, не постапувате по обвиненијата за голем дел од тендерите што се во Министерството за внатрешни работи. Имаше еден тендер за механизација. Не сте постапиле воопшто. Потоа имаше еден тендер, потпишан од Оливер Спасовски, да се примат чизми во магазин на МВР, иако претходно контролата на квалитет го одбила примот, бидејќи утврдила дека има отстапка од договорената спецификација во 5 параметри. Повторно не сте постапиле. И после се прашуваме како се издаваат пасоши, на првото што ви го кажав, со вашето непостапување. А тука после има и уште еден тендер, мислам дека од 4 милиона евра, за некој систем софтвер, тоа ќе му го кажем и лично на Оливер Спасовски, за кој во 2013 година Европската Унија го донирала тој систем. Во 2013 година, ама затоа сега Оливер Спасовски уште 4 милиончиња, ако не се лажам за парите, ама милиони се во прашање. Истиот тој софтвер, истиот тој систем си обезбедува 4 милиончиња и си тера работа. И вие ништо не знаете за тоа. Ајде, бидејќи сте многу нервозни, ќе оставам и за другите министри, да не е само за господинот Љубомир Јовевски.
И ќе го замолам овој период кога имаме дојави за бомби да почне да работи. Зашто го кажувам ова? Затоа што две се причините зашто трајаат овие дојави за бомби 2 месеци. Едната е неспособноста на Оливер Спасовски, неговото раководство, и втората е многу посложена и мислам дека тука треба да се позанимавате со тие работи. Дури мислам дека се случува некоја тешка битка помеѓу Оливер Спасовски и Миле Зечевич, и мислам дека сето тоа многу допринесува за 2 месеци, овие 2 месеци да се активни овие дојавувачи, како ги викате, на бомби, па образовниот систем да се прекинува. Значи, уште еднаш ќе ве замолам. Тоа дека се неспособни, тоа сите го знаеме. Меѓутоа, оваа втората работа што ви ја кажав, еве по допрен глас, обидете се да најдете нешто. Уште една работа, мора да ја кажем. Во Министерството за внатрешни работи има многу честни полицајци, не го кажам ова за џабе, затоа што го кажувам ова, затоа што многу полицајци од страна на пајташите на Оливер Спасовски се предадени на обвинителството. За најмала грешка. За најмала грешка. За разлика од раководните структури во полициските станици, кои го прават криминалот, нема ништо. Позанимавајте се малку, затоа што во државата, среќи што имаме уште полицајци, кои работат за 18-19 илјади денари, и ако се неистомисленици на ова раководство, не значи дека секој од нив треба да има обвинителен акт. За разлика од анонимките на раководствата од началници и командири, постапувате веднаш, а за случаите со полицајците ги тормозите по година-две. Затоа се случи и оној протест во Кочани, подржан од сите синдикати, кои не разговараат ни синдикатите меѓу себе, кои се испокарани тамо, небитно е тоа, се споија за да дадат подршка на честните полицајци. И тука не знам како вие не видовте мотив за да истражите за што се работи. Господин Јовевски, уште една реченица. Периодов, размислете многу добро. Деновите поминуваат, времето поминува. Може да ќе станете уставен судија, може да нема да станете уставен судија, може да ќе отидете у пензија, може нема да отидете у пензија, ќе си останете обвинител, како и да е. Одговорноста за овие 3% доверба и за оно што се што ни се случува во правосудството е 90% ваша. И како што кажа мојот претходник, има обвинители, има судии кои сакаат честно да работат. Не се сите исти како вас. Ви благодарам.